Што да се прави со бездомните кучиња во Скопје? Мери Јордановска, новинар, и Драгана Велковска, активист и советник во град Скопје. Гости во Студио 1. Кој ја користеше немоќта на бегалците за личен профит? Како функционираат каналите на нелегална трговија со ранливите деца и очајни родители? Маката на мигрантите се мереше во кеш. Кој ја одредуваше цената? Македонски инсайдер открива каде завршија парите потрошени за бегалската криза во крикот за нов живот во Европа. Наскоро на 1 ТВ. Имаат ли менталните болести право на јавност? Разговор во студио со професор доктор Димитар Боневски, представник на Сдружение на психијатри на Република Македонија, и доктор Тања Ристовска, представник на Сдружение за болни од шизофренија Серенита. Погледнете ја и репортажата за единицата ренџери на армијата на Република Македонија. Македонските ренџери и волци, едни од најподготвените елитни единици во светот. Денеска во ексклузив ке гледате. Законот во Македонија треба да се почитува. Дали поранешниот кошаркар Пеца Наумовски ќе заврши во затвор? Игор Кралевски опседнат со жени од естрадата. Не престанува да ги прогонува. Лила Филиповска, Мелита Ракичевич, Софија Каракаева и многу други. Гостинка во студио Сара Мейс. 18:30 на 1 ТВ. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски совети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Добар ден назад во Студио 1, отворено студио на 1 телевизија. Продолжуваме со интензивната програма која сме ви ја подготвила за денеска. Дефилираат разни гости на разни теми, а наредните 20 на минути ќе се обидеме да ви понудиме една интересна содржина која е врзана за кучињата скитници во Скопје, ама веројатно во цела Македонија, бидејќи како што е познато, цела држава има проблем со големиот број на кучиња кои што немаат собственици, а кои што веќе се толку намножени што представуваат веројатно во еден степен и опасност за граѓаните, особено во централните и не само во централните подрачја на градовите. За таа тема денеска ги покани во студиото да бидат колешката Мери Јордановска, која што е новинар и која што на овие теми има пишувано. Неодамно излезе на одлична анализа во Призма, на порталот Призма, која се занимава со анализа на работењето на Вардариште. Тоа е она прочуено место кое што би требало наводно да ги решава проблемите на кучињата скитници и на градот. И колешката Драгана Велковска, која што е активистка за заштита на животински права, за животна средина, но истовремено и советник во град Скопје. И за кое што слушаме дека е во прилично напнати односи со градоначалникот на овие теми, бидејќи Шилегов не испорачува баш тоа што би требал да испорача. Драгана, вчера имаше голем протест за правата на кучињата скитници во Скопје, се собраа неколку стотици луѓе, беше прилично шарено и така. Јас мислам дека од режијата имаме и некакви инсерти од тие случувања. Како сте задоволни од протестот? Ние сме задоволни сосема, со оглед на случувањата во земјава, целата напната атмосфера.
Како што објавив и на мојот Facebook профил приватен, ова е една искрена кауза која ние ја застапуваме долги години. Некои од нас повеќе и 2 децении се во ова. Ние сме волонтери, активисти кои искрено се грижат за благосостојбата на животните, но и на луѓето. Така што сметаме дека ова беше еден за нас нормален сосема изблик на незадоволството меѓу нас и граѓаните останати кои не се во ниедно здружение, но самите се доволно емпатични, доволно свесни да знаат дека животните постојат тука со нас, не е за нас. Така да велите дека речиси 2 децении се занимавате волонтерски со ова. Ќе се согласите дека проблемите се влошуваат? Дека ситуацијата ескалира, дека можеби се повеќе има кучиња скитници низ градовите? Ситуацијата е лоша, но лоша е поради институционалното неделување. Ние во институциите се соочуваме со безидејност, со површност, со страшна корупција, која навлегува во секоја пора од нашето општествено живење. Ова не е проблем само за животните, како сегмент во општеството, ова е проблем на сите полиња и за сите нас. Еве ми дадовте одличен вовед да ја прашам Мери, бидејќи Мери напише еден одличен текст за Вардариште. Мери, да не го прераскажувам текстот, де могите, кои се основните поенти на текстот? Ги анализиравме фактурите кои што биле исплатувани од стационарот Вардариште. Тие се од извештаите финансиски на јавна хигиена која е надлежна за работењето на комунална хигиена е под надлежност на град Скопје, така што тоа е тој круг град Скопје комунална хигиена стационар Вардариште, кој што според програмата треба да ги заловува кучињата улични, да ги стерилизира или кастрира, да ги обележува со маркица, да бидат прочистени од паразити, да бидат вакцинирани против беснило и да се вратат на територијата каде што живееле со цел да не се населуваат нови единки, бидејќи едно куче кога ќе се врати на својата територија, ја држи таа територија и не дозволува населување на нови. Што ви покажа истражување? Истражувањето покажа дека од 2015 сега од претходно ги немавме фактурите дека се потрошени во стационарот околу 300.000 евра за третирање на. Што е значителна сума. Тоа е значителна 100.000 евра годишно. Да. И бројките покажа дека се еутанизирани над 1100 кучиња, што значи дека реално во стационарот дневно најмалку се успива по едно куче. Според програмата треба да бидат успивани само агресивните единки и болните единки. Јас чисто се сумневам дека толку токава е бројката на агресивни и болни. И воедно сумите кои што се давани се исплатувани се превисоки во однос на приватните ветеринарни станици. Да кажеме, оно што го наплатува ветеринарната болница, која што ги третира нели кучињата во стационарот, да речеме еден преглед е наплатуван 700 денари, додека во било која приватна амбуланта ветеринарна е 400 денари. Има Добро, што е право тој бизнис, да кажем, ветеринарната амбуланта го има добиено на тендер со тие цени. Тие велат дека специфична е работата, ние одиме на терен, не доаѓаат кучињата кај нас, затоа е поскапо, Вардариш има лоши услови и така натаму и така натаму. Но сигнификантна е разликата. Разликата е многу голема и сигнификантно е тоа што секоја година се јавува ветеринарната амбуланта е единствен понудувач на тендерите. А зошто другите не се јавуваат? Затоа што знаете како функционира тоа во нашето. Не имаат интерес. Имаат интерес, меѓутоа знаете кога ќе почне една иста фирма постојано и постојано, тоа ги одма останатите се чувствуваат деградирани и мислат дека тендерот е наместен. Јас и би дополнила ако може. Самите услови во тендерот се наклонети кон таа институција, бидејќи има огромен број на вработени кои се бараат, а фактички во Вардариште не работи повеќе од еден ветеринар. Бидејќи читам дека за ставање на овие, кажете ги, на 10-кратно повеќе се маркичи и така натаму. Не, мислев на овие подкожните чипови, дека тоа го буваат негде околу 140 други амбуланти низ Македонија, претпоставувам. Не, чипови не ставаат во Вардариште. Тоа сакам да кажам, но значи има 140 други амбуланти кои веројатно имаат некаков капацитет да се занимаваат со тоа. Така што, добро, го покренувате ли тоа прашање во град Скопје, токму бидејќи јас претпоставам дека така и оди тоа, ќе се направат такви услови да не може никој друг да конкурира освен ветеринарна болница. Да, јас поднесов барање официјално и до директорот на комунална хигиена и до градоначалникот. Тоа беше откако го повлекоа тендерот првиот пат, бидејќи оваа година ја повлекоа еднаш постапката, па одново ја објавија. Во тој меѓупростор јас официјално побарав, работна група постоеше во град Скопје од активисти и да бидат тие вклучени во изработка на условите за тендерската документација. Барањето ми беше комплетно игнорирано. Не добив никаков одговор ниту од градоначалникот, ниту пак од директорот. Кога е подпишан последниот тендер?
Оваа година некаде во март, април. Значи следниот март-април е за нов тендер? Следниот почеток на годината, практично, бидејќи оваа година се доцнеше. Добро. Кажете ми вака сега, од она што го гледам што ви се барањата и на вчерашните протести, а тие не се нови барања, вие практично, мислам, веројатно претпоставувам дека сите љубители на животни ќе се согласат дека градот Скопје, а веројатно и другите општини низ Македонија не прават тоа што треба да прават во однос на овој проблем. Да. Проблемот е што кај нас редовно и секој градоначалник не се бави со причините, туку со последиците. Ние цело време викаме има многу кучиња и навистина има. И јас исто како љубител на животни не сакам да има, затоа што јас не сакам од една причина, друг некој не сака затоа што можеби го каснало куче, јас не сакам затоа што трошам огромни финансиски средства од свој џеб да ги хранам, да ги лекувам, да најдам згазено куче на улица, па потоа повторно да го вдомувам. Добро, но сега градоначалниците мора и со ова што има акутен проблем да се занимаваат. Да, апсолутно. Мислам, сега веќе е толку ескалирана ситуацијата што акутниот проблем е создаден од институциите. Така е. Зошто на краток рок ова не може да се реши. На кратко, затоа што ниту еден градоначалник година, 2, 3, 6 месеци. Не, година е веќе подолг рок. Меѓутоа за неколку месеци не може да се реши, освен ако да не упатувам апел, меѓутоа со некои агресивни, нецивилизирани решенија ако се служиме би било. Овој кажете го градоначалников на Скопје Шилегов е веќе година да на власт. Ако вие велите каде е грешката во градот? Продолжија на истиот начин како и пред тоа Коце Трајановски ги направија некој продолжи. Истата програма. Исто се убиваат животните таму и исто се враќаат болни на улица. Од она што го гледам што го барате вие меѓу другото и од градот, и тоа беше едно од барањата на протестите, е вие да кооперувате со вардариште. Да. Имате ли моќ и капацитет за тоа? Апсолутно, како невладини здруженија, како има огромен број здруженија на територија на Република Македонија, има активисти кои Зошто тоа не би му одговарало на градот? Па јас претпоставувам поради фактурите од вардариште, бидејќи тие суми кои мери ги спомна. Апсолутно сум убедена затоа што зошто не би сакал еден градоначалник да си го реши проблемот и да не го напаѓаат граѓани кои се гризнати од кучиња и дополнително да му го оштетуваат, да ни го оштетуваат буџетот. Ми се чини дека толку веќе му ескалира проблемот на Шилегов, а и на другите општинари, што веќе му станува неисплатлива таа позиција, бидејќи на крајот на криштата тоа се сепак релативно мали пари за некаков буџет на град Скопје ако веќе решиле да крадат. Значи, не се работи за огромни, никој не знае зашто да не сака да го реши проблемот. Можеби еден човек се задоволува од тие средства, ние не знаеме, не можеме да знаеме. Никогаш не смееме да речеме да го минимизираме проблемот. Ета мала била сумата за можеби личи мала во споредба со целата корупција, меѓутоа што би промениле вие доколку почнете да управувате со вардариште? Како ќе го адресирате? Најпрво е најважно условите таму да се обезбедат да бидат согласно со правилникот за работа на прифатилишта, да биде чисто, да не биде тоа извор на зарази. Проценката за инвестиција за да тоа се достигне до некој пристойно ниво? Ние имаме бројки од некој можеби 20 на 30.000 евра финална сума која би се искористила, чисто зборувам за реконструкција. Апсолутно, затоа и ние зборуваме да влезат таму луѓе кои се посветени, кои работат, кои ќе ги лечат животните, кои ќе ги враќаат на улиците здрави, за да можат како што кажа мери да ја чуваат територијата. Тоа му е неопходно на овој град. Што би била програмата? Тоа ќе бидува залови, стерилизира и врати, тоа ви е програма. И се одвива, потребно да се направи брза и масовна стерилизација. Тоа значи на 75 отприлика проценти од животните кои се на улиците на градовите да се стерилизираат во рокот да речеме 6 месеци. А тоа изводливо и се случува. Ќе се вклучат повеќе. Ќе се вклучат повеќе амбуланти, ќе се дисперзира работата, нема една институција да го работи тоа. Таман работа, имаме ние многу амбуланти во градското. Комуналните инспектори се вклучат во казнување на оние кои што ги пуштаат своите миленици на улица и оние кога може некој човек да одговара ако остави смет надвор од контејнерот, можат луѓе да одговараат и ако си ги остават 5 мали кутриња пред контејнер, затоа што тоа доведува, тоа неодговорно сопствеништво доведува до размножување. Така што утре и сите кучиња да се убијат во градот, ние за 6 месеци пак ќе имаме истата бројка поради ваквите неодговорни сопственици кои што земаат, ќе го почуваат неколку дена, ќе го пуштат на улица. Или ќе се породи кучката, ќе ја остават пред контејнер и веќе имаме 5 нови кучиња на улиците. И тоа е еден круг кој што се врти без престан и ние го чувствуваме исто на свој грб. Не сакаме. Што се случува со регистарот на кучиња? Дали тоа помага и дали тој се спроведува не само на одгледувачници, тоа што го барате, туку и со регистар на сопственици на кучиња? Тоа тече во моментов, нели со чипирањето, и тоа е апсолутно една од комбинираните мерки кои на централно ниво се спроведуваат и кои ќе помогнат заедно со овие другите
конечно да се реши проблемот. Не можеме без да го имаме вентилот предвид ние да го решаваме проблемот. Драгана, докаде сте во тој разговор со градоначалникот? Па како што видовте, не сме до нигде. Да, па тоа сакам да ве прашам, што вие мислите дека е, мислите дека е проблемот? Се работи за суета, се работи за различна можеби визија за тоа како да се реши ова или што е проблемот? Јас очекував искрено да биде веднаш реализирано ветувањето кој самиот градоначалник го даде во предизборието, кога тој самиот инсистираше на состаноци со Сдруженијата за заштита на животни. Немаше потреба, ако не беше сериозен, да го прави тоа тогаш. Сега ние бараме и излезе за нас, не би сакала психијатриски овако да проценувам што е неговата состојба, што може да е проблемот. Мислите на градоначалникот? Не, да, за да би кажала која е причината зашто вака се однесува. Негово си е, меѓутоа тој е функционер кој е избран од граѓаните, кој треба да ги штити нивните интереси и апсолутно ова е единствениот начин во корист на сите да го реши ова. Значи ние сакаме да ние сме обединети со луѓето кои не сакаат животни на улиците бидејќи ние не сакаме животни. Со луѓето на кои им пречат, луѓето кои се уплашени, каснати и така натаму. Морам да ви кажам дека се обидов со една интервенција минатата недела на социјалните мрежи со еден остар речник каде што кучињава скитници ги нарекувам џукели, џукци и така натаму, грди кучиња и сето тоа. Малку да подигнам пречката, бидејќи мојата теза е се додека е впечатокот дека се залагате за правата на животните, а не за жртвите од тие гризнувања, дека е тоа премал притисок за градската управа и за градоначалникот сериозно да се зафати со проблемот. Добро, најдов на жесток реакции, се разбира, некои од нив со право, анализи и така натаму, се мисли истории како што треба преднози. Тоа е тоа кој сте социјални мрежи. Но не мислите ли дека ако поместите агендата во оваа насока која ја ви ја предлагам, дека не се работи само за кучињата. Гледате, јас под моите постови добивам Facebook статуси од луѓе кои што велат детето ми го гризна и така натаму, дека тоа е вистинскиот начин да го притиснеме градоначалникот. Така е. И јас на својот приватен профил повикав, вчера на говорот на протестот повикав, повторно од соопштението кое произлезе од протестот повикавме дека ние ги бараме сите граѓани на наша страна бидејќи сите сме и вие сте на наша страна. Ние сакаме на хуман начин ова да се реши и сакаме да се реши во корист на сите. Ние еден функционер обврската и должноста му е да обединува, а не да раздвојува. Ние сме сите заедно обединети по тоа дека не сакаме животни на улиците на Скопје. Освен со употреба на методи како што еве и вие ги спомнавте нели во колумната, отрови и стапови и повторно во институциите проблемот бидејќи досега 20 и повеќе години ние сме независни, ние една институција не се помачила да спроведе едукација во основното, во средното образование. Но јас од она што мислам дека како ескалира темава. На крај мислам дека ќе се судриме со поединечни акции на граѓани кои што многу долго време се судираме со такви акции. Ова ќе биде со огнено оружје, се плашам дека ќе се излезе на улици и дека потоа ќе ескалира. И со тоа сме се соочиле. До ниво кое што јас бев минатата недела во центарот на Скопје и опишувам дека ретко ден натаму на вистина имаше 2-30 кучиња, тоа е една страшна гледка. Не тоа само естетски страшна гледка, ние веројатно ова прашање резултати на сиромаштијата во државата, бидејќи обично тоа оди заедно со друго социјалните. Меѓутоа не е тоа само проблем на туристи, тука е реално безбедносен проблем на луѓето. Значи таму има затрчувања по тие сега можеме да разговараме биле мирни кучињата биле ова. Ние имаме упатувано апели дека тие кучиња треба да бидат дислоцирани. Во некои часови на денот стануваат опасни, кои ќе падне мрак, вие имате луѓе кои што се плашат од тоа, не е битно што мислат или дали сакаат. И тоа е разбирливо, дека има луѓе што се плашат, има луѓе што се нападнати, има луѓе, меѓутоа и апелираме до тоа да бидат дислоцирани тие кучиња. Што предлагате сега до градоначалникот конкретно? Бараме веднаш да го добиеме вардариште, активистите да го добијат под нивно раководство, Агенцијата за ветерина вели дека тоа е изводливо. Па нека го направат ако е изводливо. Да. Кој е одговорен за тоа, градоначалникот? Веројатно бидејќи е под надлежност на градот Скопје, да. Тој треба да донесе некакви одлуки, акти, не сум правник, не би можела да кажам, меѓутоа има стручни служби во градот кои тоа ќе го решат и тоа е решливо и изводливо. Кој е вашиот капацитет да се занимавате со тоа? Добро, да речеме дека иднава недела ќе се создаде некаков пресврт и дека градот ќе свати вашата иницијатива и така. Имате ли вие капацитет, бидејќи ова не е прашање за идната недела? Имаме капацитет, се разбира, меѓутоа ние бараме да бидеме да биде задржано градското финансирање. Ние не бараме да влеземе како волонтери. Ова треба да го работат луѓе кои се активисти, вистински луѓе на вистински места. Тоа е клучно за државата да оди напред во секој сегмент од општеството. Значи тоа сепак би подразбирало вработување на активисти граѓански кои што би се грижеле по тоа и така натаму. За колку време мислите дека промоција би можеле да направат активисти кои што ги сакаат животните, да ги сликаат, да ги објават, да биде тоа многу. Добро, слушате, јас не верувам дека во Вардариште сега неопходно работат луѓе што мразат животни.
Значи да не одиме во Па таа начинот на кој се третираат таму животните укажува на тоа дека и не се некои љубители. Истите оние кои порано убивале кучиња со пушки на улиците кога така градот го решавал проблемот. Дел од нив се тие. Имате за тоа не би рекол докази, туку сознание дека имаме информации, да, од луѓе кои порано работеле во комунална хигиена, кои доколку се направи овој пресврт за кој разговараме, значи ако се смени ситуацијата, состојбата и градот реши да влезе во таков вид на решавање проблемот, ќе се реши ли проблемот за некаква догледна иднина? Ќе се реши за неколку години. За неколку години. Да, од прилика животниот век на едно улично куче е 6 до 7 години, така што ако сите бидат кастрирани, а има казни за оние кои што ги пуштаат на улица кучињата, тогаш од прилика за 6 до 7 години се проценките. Дел од реакциите велат, па што не посвоите сите љубители на кучиња по една џукела? И така да се реши проблемот. И како се одговара на тоа? Се одговара дека сите се уште го одржуваат проблемот во живот на тој начин. Никој не го третира коренот на проблемот, сите размислуваат за последиците, затоа сме на ова ниво на кое сме. И во овој контекст би сакала да кажам дека не смеете вие како новинар, јавна личност, да зборувате за пушки, за отрови, за стапови, бидејќи сепак тоа е нешто што без оглед вие дали ќе го повлечете или нема да го повлечете, тоа останува во свеста на граѓанинот, на поединецот кој се рече еве овој кажа ми да е дозвола. Толку му треба на некој за да направи нешто. Јас сепак ќе земам слобода јас да проценам зашто смеам да говорам, ако ми дозволите и даку би и јас мое мислење нели можам да кажам и да јас и даку треба јас да ви дам список на тоа што вие не смеете да говорите, а немам намера. Добро, јас имам сосема јасна слика зашто тоа го правам и така, и затоа што мислам дека во јавноста, знаете како ни се случува? Во јавноста сепак нема доволно симпатија за начинот на кој што вие го предлагате проблемот да се реши. Јас би рекла дека гледа на, се извинувам, јавноста гледа на целата оваа акција како на некакви викенд љубители кои ќе се соберат по убаво време со своите пудлици да протестираат во однос на решавање проблемот. И кога тоа ќе го споредат со некакви искуства дека на тетка ми или на внук ми го нападна куче, поголем дел од јавноста немам таква, како да кажам, научни сознанија, но мислам дека не се на ваша страна. Јас се обидувам да го алармирам проблемот до крајна граница, до навистина до работна непријатноста, за да се пробуди јавност. Бидејќи само така пробудена јавност ќе ја респектира Шилегов. Вака, вие сте граѓански активисти, јас знам, бидејќи сум граѓански активист во други области, не сум во заштита на животните, знам дека докато на политичарите не им ја направите темата да им ги изгори раците, тие не превзимат ништо, бидејќи не затоа што неопходно се злобни, туку затоа што имаат милион приоритети. И да се пробиете на листата на приоритетите. Се реши проблемот е битен, затоа што тоа може да инициира и агресивно решавање на проблемот и нехумано, што Шилегов, ако не се лажам, номинатото има изјавено нешто кое е на ивица на така... На ивица на еутаназија, така што... Дали во други земји така се решаваат проблемите? Тоа со еутаназија, меѓу другото? Јас можам да ви кажам пример. Сакате, Индија имала 50 и повеќе години проблем со беснило. Постојано убивала во овие 5 децении. И кога почнале да применуваат масовна стерилизација и кастрација на уличните кучиња, тогаш за неколку, за десетина мислам години го решиле проблемот. Земја која со години, со децении се борела со беснило, на која луѓето и умирале, знаете дека тоа е терминална болест. Се разбира. Добро, да ве прашам, што се сеа наредните потези? Што мислите понатаму да правите? Еве, донесена е темата до една, да кажам, изострена дебата. Вие на Советот на град Скопје, мислам дека и прилично конфронтативни. Да. Се лажам и ако кажам дека има и комисија која е формирана за ова или немам таква... Работна група беше таа од која, да, градоначалникот Шилегов реши да ме изфрли мене, наместо да го изфрли советникот кој смета дека еутаназија е добра. Добро решение, да. Така, добро. И тоа е тоа. Таа работна група со некој кој така размислува е мртв. Тоа и активистите го кажа, така што некаков резултат од работата, не предлагаат нешто. Единствена работа на таа група беше извештај за Вардареште кој за февруари. После тоа таа група ниту се состанала, ниту па нешто работела. Што ви се наредните потези? Како мислите дека се ова наредно треба да се развива? Ќе оди работата само во насока на притисок и мобилизација на јавност или ако тоа е неопходно? Секако и на средба со градоначалникот и сите здруженија кои што мислам дека е редно да ја организира за да биде отворен за начините кои што ги предлагаат здруженијата во Анима Мундили е во дечкото здружение или има и други здруженија? Сите сме заедно, јас не би поставила хиерархиска некоја... Имате некаков организационен одбор, имате некаков тим за преговарање или? Па видете, ние сметам дека кога се борите за социјална правда треба еднаквоста да ја практикувате меѓу себе. И социократијата во рамки на една група е многу важен сегмент од
од постоењето и од еволуирањето на едно општество. Така што оние кои би биле спремни во моментот да одговорат на повикот на работните задачи, да, тие ќе бидат тие, меѓутоа не е тоа еден тим кој секогаш е тој. Драгана, вие сте членка на Левица? Има ли заради тоа можеби некаква обструкција, ве сметаат за политички конкурент, опонент и така натаму, или? Не би сакала, како што реков преска, да навлегувам, бидејќи тие такви анализи не мислам дека се корисни во овој момент. Во овој момент е корисно градоначалникот да ги исполни своите задачи и обврски кон граѓаните. Ве прашувам, бидејќи членувањето во Левица подразбери одредени политички консеквенции за ангажманите, така што не може да исклучите дека можеби некако Шилегов, кој што е СДСМ, ве исклучува дебатата и врз политичка основа. Не можам јас да кажам. Тој еве прашате го него, да не предпоставувам. Јас гледав неодамна, мислам дека со загадувањето на воздухот е толку дигната темата во воздух, гледам дека на Телма ми се чини беше градоначалникот излезе во дебата со практично десетина невладени организации и така натаму. И како што гледате и тој проблем кој веројатно е потежок за решавање од овој проблем. Да, апсолутно. Бидејќи бара многу поопсежни, посистемски мерки. Кој освен градоначалникот, не може ли проблемот некако да се дигне до ниво на Заев, тој да почувствува дека е ова проблем? Бидејќи на крајот на криштата премиерот, кој од истата партија и му е партиски шеф на градоначалникот, веројатно може да дигне телефон и да праша докаде оди оваа политичка штета што ја трпи власта заради тоа. Да, и тоа сепак станува збор за комунален проблем за кој што надлежен на градоначалникот на град Скопје. Сега меѓу нив тоа како би се течело и каков притисок би се направило, да се надевам меѓутоа, да се надевам и дека хумен ќе биде исходот за сите и дека да се најде решение кое што би било хумано за сите, а не да биде брзо решение кое што понатаму повторно би го вратило проблемот на нулта точка и повторно ќе треба да се вртиме во круг како што се вртиме сите. Драга, да имаме уште 30 секунди нешто. Да додадам на ова што се зборуваше за работните средби. Би сакала да нагласам дека тие нема да бидат средби на кои понатака ќе се разговара и договара во перспектива и на што ќе се случува. Јасни се позициите, бараме веднаш да го добиеме вардариште, бараме веднаш субвенција за стерилизација и кастрација на улични миленици. Со други зборови велите дека е ова извесен ултиматум што го поставувате. Из црвена линија која веќе една година е задоцната според нас. Добро, да видиме на тој ултиматум како ќе одговори власта. Јас знам дека не се баш нежди во одговарање на ултиматум. Следниот пат ќе ги имаме и нив во студио, бидејќи претпоставам дека оваа тема не можеме да ја оладиме, бидејќи не верувам дека така брзо ќе се реши. Почитувани гледачи, ве препуштам понатаму на нашите информативни емисии, следуваат вестите, а ви останете со Студио 1 и отворено студио денеска цел ден, бидејќи 1 ТВ и понатаму има испланирано прилично интересни содржини од различни области. Останете со нас, јас сум Сашо Ордановски, вашиот водител секој понеделник.